На новинарско прашање дали во Министерството се задоволни од резултатите од постигнатиот успех на учениците во учебната година која заврши, Кралев со одговор дека ваквите нивни ставови целосно ќе бидат презентирани на утрешната пресконференција во Министерството. Значи, прелиминарните резултати ќе бидат објавени утре и ќе бидат образложени во детали. Не се согласувам со тие најави дека не се задоволителни. Мислам дека на самата пресконференција која ќе биде утре, ќе бидат образложени во детали резултатите, со што ќе се видат и постигнатите резултати на учениците, што на некој начин е одраз на успехот во изминатата година дена. За уписите во средните училишта, Кралев ја најави потребата од промена на наставните програми во стручните средни училишта и воведување на нови барани струки на пазарот на трудот. Ова посебно се однесува на оние занимања кои се дефицитарни на пазарот. Некои струки се далеку побарани и се исполнуваат уште во првиот или вториот уписен рок местата кои се обезбедени од страна на училиштата. На некои други струки, значи, интересот е опаднат. Заедно со, јас напоменав неколку пати во јавноста, значи, заедно со училиштата, меѓутоа и со Центарот за средно стручно образование, наша цел во следната година дена ќе биде значителна реформа на овие стручни училишта, пред се во делот на изведување на наставата од аспект на преминување од теорија во пракса, меѓутоа исто така и воведување на нови програми, нови профили, кои ќе бидат поатрактивни за учениците. Како што знаете, значи, учениците кои завршуваат во средните стручни училишта се дефицитарни на пазарот на труд за голем број од овие профили и затоа е многу важно да се долови и значењето, меѓутоа да се потикне интересот кај самите ученици да бидат дел од овој вид на образование. За следните година дена ние ќе продолжиме со нашите активности во таа насока и верувам дека со реформите кои се предвидени ќе дојдеме во една ситуација каде што и уште во првиот и во вториот уписен рок во голем број од овие профили ќе бидат исполнени нормите. Запрашан дали Машинскиот факултет ќе се сели од Виница во Кочани, министерот Кралев со одговор дека по 3 години одделни студиски програми на Машинскиот факултет од Виница во новата академска година ќе бидат дислоцирани во Кочани.